благодарност на господинот доктор Арвен Таравари. Ова негово присуство значи подршка на што ние го работиме. Официјално, ХОПС заедно со платформата денес започнува кампањата со клучни одлуки до здрава заедница. Програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија датираат уште далечната 96 година. Значи 20 години работиме на имплементација на овие програми за намалување на штети од употреба на дроги. Моментално во Македонија постојат 17 програми во 14 градови, од кои што 4 во градот Скопје и 13 во другите поголеми градови во државата. Овие програми опфаќаат најразлични услуги: размена на опрема за инјектирање, дистрибуција на кондоми, едукација, советување, здравствена и социјална заштита и правна подршка, кој што има само во 6 градови од наведените програми. Благодарение на овие програми, во последните 10 години, само 2 случаи на ХИВ се добиени по пат на инјектирање на дроги. Односно, од вкупниот број 315 случаи на ХИВ во Република Македонија заклучи со 2016 година, помалку од 5%, односно помалку од 15 лица ХИВ добиле по пат на инјектирање на дроги. Во овој момент, програмите, како што споменам од колега Владко, завршуваат со финансирање од Глобалниот фонд на 30 јуни 2017 година. Повеќе од 10.000 луѓе кои што инјектираат дроги и членови на нивните семејства се соочуваат со ризик да не положат добиваат здравствена и социјална заштита од страна на граѓанските организации. Што значи затворањето на овие програми? Значи сериозен предизвик во јавното здравје, пред се со фокус на превенција на ХИВ и хепатитис С. Само за ваша информација, еден корисник на дроги во програма за намалување на штети со наброените услуги кои што ги добива ја чини 155 евра на годишно ниво, со сите активности кои што се случуваат во овие програми во центрите и на те. Еден третман на хепатитис С во Република Македонија чини околу 13.000 евра само за лекови. Третманот на цирозата, односно канцерот на црниот дроб, кој што се јавува како последица на хепатитот С, чини 30.000 и повеќе евра на годишно ниво. Доколку сакаме Македонија да остане лидер во регионот со најниска стапка на ХИВ во југоисточна Европа, ако сакаме да спасуваме човечки животи, овие програми треба да положат со подршка од буџетот на Република Македонија. Глобалниот фонд сите овие 13 години во Република Македонија инвестираше 33 милиони долари, од кои што 25 милиони долари за ХИВ и 8 милиони долари за туберкулоза. Изградени се капацитети, има искусни луѓе, затоа и сме лидери во регионот. Овие програми треба да положат со подршка од буџетот на Република Македонија. Јас многу накратко ќе споменам информации, ќе дадам информации и податоци поврзани со целата слика во однос на превенцијата на ХИВ во Република Македонија. Имено во Република Македонија првенствено од ХИВ се засегнати неколку клучни популации. Христијан веќе ги спомна лицата кои што инјектираат дроги, меѓутоа тука се исто така мажите кои што имаат сексомажи и сексуалните работници. И благодарение на сите досегашни инвестиции кои што беа фокусирани токму на програми кон овие клучни популации, Македонија успеа да воспостави контрола на инфекцијата и да остане земја со ниска стапка на ХИВ. Преку сите воспоставени сервиси кои што се теренски стационарни ширум државата во различните програми се нудат услуги кои што се докажани како ефективни, кои што спасуваат животи и спасуваат пренос на ХИВ. Тоа се најразлични услуги поврзани со ХИВ тестирањето, дистрибуција на кондоми и лубриканти, споделување на размена на опрема за инјектирање, едукативни материјали, дијагноза и третман на сексуално преносливи инфекции и слични услуги кои што се докажани ефективни во пренос на инфекцијата на ХИВ. Па така може да се каже дека на годишно ниво над 15.000 корисници се опфаќаат со овие програми кои што се веќе воспоставени и кои што се надвор од дофатот на јавно-здравствените институции. Над 200.000 бесплатни услуги кои што стопираат ХИВ практично се нудат во овие услуги кои што чисто континуитет е доведен во прашање со заминувањето или престанувањето на поддршката на Глобалниот фонд. Според на одите од анализата која што беше направена од страна на Министерството за здравство и Светската здравствена организација, доколку државата ги продолжи овие програми, практично ќе се спречат дополнителни 860 нови инфекции на ХИВ, односно ќе се спречат да настанат 290 смртни случаи кои што се поврзани со болести на СИДА.
Исто така, она што е важно е дека оваа година Христијан веќе спомна, завршува поддршката на глобалниот фонд, меѓутоа сите изминати години, 13 години, еден од условите за Македонија да ја добива оваа финансиска поддршка е токму државата да ги преземи финансиски сите овие програми по завршувањето на грантовите. Оваа година за прв пат Министерството за здравство издвои 14,6 милиони денари во рамките на програмата за заштита на населението од ХИВ-СИДА. Тоа е прв пат поголем износ за граѓанските организации и се однесува на овие програми за клучните популации. Овие средства, заедно со преостанатите средства на глобалниот фонд, се планирани за втората половина на 2017 година, односно се планирани на краток рок да не настане прекин на програмите за ХИВ. Имајќи предвид дека денес сме 21, односно остануваат само 8 дена до 1 јули, она што сакаме да го апелираме и секако го известивме министерот за здравство е дека во моментот се поминати сите разумни рокови за доделување и користење на овие средства од страна на националната програма и токму затоа се одбративме и до министерот. Денес информираме јавноста дека немаме време за процеси на доделување и користење на овие средства и ни треба итно решение со кое што националните средства од домашниот буџет кои што веќе се издвоени и оние преостанатите од глобалниот фонд треба заедно да се компилираат за да може барем на краток рок да не се дозволи на 1 јули да се стави клуч на програмите и да настане прекин на превенцијата со ХИВ. Секако на долг рок, она што заедно го дискутиравме и со министерот за здравство е дека е потребна идна соработка заедно со граѓанскиот сектор, Министерството за здравство и сите останати засегнати страни да се работи на едно одржливо и долгорочно решение кое што ќе значи да се обезбеди експертиза, да се обезбеди транспарентност и секако одржлив систем на извори и непланирање кое што е базирано на аргументи за и во иднина Република Македонија да ја задржи контролата на ХИВ и да успее до 2030 година да ги целосно да ја сопира, односно елиминира инфекцијата онака како што е предвидено и со целите за одржлив развој. Добар ден до сите новинари и до сите представници на медиумите. Ова што го збореа моите претходници, пред 2 дена го зборевме во мојот кабинет. Ја нема да продолжам, само сум тука дојден за да кажам дека ќе стојам позади нив и ќе направам се што е под моји ингеренции да го преминеме овој проблем кој што ќе се јавува за 10 дена. Друго ништо немам да додадам. Стојам чврсто позади Сдруженијето ХОПС. Толку имам, ништо друго. Тоа е тоа што ќе го направи, што ќе стои позади Сдруженијето ХОПС, имајќи предвид дека кажа дека за 10 дена може да се случи колапс ако нема пари. Значи, нема да се случи колапс, бидејќи се одвоени одредена сума на пари во буџетот на Република Македонија, која што заедно со тие фондови што веќе постојат од глобален фонд, ќе се спојат и со нив ќе менаџираат во следниот период од околу 6 месеци. Тоа е решението кое што веќе постои. Само ние ќе помогнеме тоа да се реализира максимално до крајот на годината. А за идниот буџет тоа ќе го планираме како за сите групи. Да не заборавиме, постојат уште многу невладини организации со кои што веќе сме во контакт и кои што веќе проектираат буџети за идната година и за после тоа. Со нив ќе разговараме за да изнајдеме решение за 2018 година. Меѓутоа, до крајот на годината практично се надевам дека ќе бидеме покриени и ќе им излеземе во пресвет на сите овие луѓе кои што се засегнати со проблемите со кои што се занимава ХОПС. Постои буџет во Министерството за здравство, само тоа треба да се имплементира. Можете да кажете Ја кажа и сумата точно, колку 6 милиони денари. 14,6. Има го. Тоа не биде сосем доволно да се покрие до крај. Па така ми кажа од ХОПС дека
може со тоа да се покрију одредени средства кои го имаат моментално, може да се покрие. Така ми рекоа, така бев известен. Овие средства се планирани што е кога се усвојуваше буџетот на Република Македонија во 2016 година, бидејќи ние знаевме дека на 30 јуни завршува поддршката. Глобалниот фонд официјално се обрати националниот координативен механизам на 14 јуни да средствата кои што остануваат после 30 јуни практично се кофинансираат со државните средства, што беше и услов да ни ги остават тие средства. Моменталниот пресметан остаток кој што би бил на 1 јули од глобалниот фонд е некаде околу 280.000 евра, заедно со средствата 14,6 милиони денари кои што се околу 238.000 евра, практично доаѓаме до сума која што е помала од половина милион евра, што е доволно да програмите оптимизирано продолжат со имплементација. И ова е итно решение за кое што глобалниот фонд само чека одлуката која што се носи во следните денови, како граѓанските организации ќе ги добијат овие средства, за да може глобалниот фонд да ја донесе финалната одлука дека од 1 јули нашите средства и средствата на Министерството за здравство се кофинансираат за да положат програмите до крај на годината. Ви благодарам за сите. Може ли да спрашање? Да спрашање на друга темата. Нема момент, само да завршиме. Океј.